Разговараме со господја Гордана Кузмановска-Николовска. Добро утро, господја Гордана. Добро утро. Нешто што ќе се случува ново во градот, нешто што освен скопскиот маратон ќе има нова трка хронометар. Јас за хронометар само видов на социјалната мрежа Facebook, меѓутоа вие сте овде, повелете, објаснете ни што е она што хронометар го нуди, што е хронометар всушност? Во недостаток на настани што се случуваат, ова беше неминовно да се случи, бидејќи се откажа сите трки во цел свет. Во наша организација и женска трка и скопски маратон ги одложивме, па следејќи ги препораките од владата, следејќи ги сите случувања, единствен настан што може да го возможиме е хронометар. Хронометар е трка која што е карактеристична за велосипедизмот, позната како time trial. Тоа е временски мерена трка, значи на иста патека кај нас се случува во атлетика нормално, на иста патека се трча, меѓутоа нема да има масовен старт. Секој надпреварувач стартува на растојание на дистанца од 30 секунди. Така стартот ќе започне на 13 јуни во сабота во 6:30 часот. 13 јуни? На 13 јуни, стартот е сабота, 13 јуни, и ќе започне во 6:30 првиот надпреварувач. Ние пријавувањето го отворивме вчера во 12 часот. Извинете, не слушнав добро, од каде стартува трката? Трката ќе стартува под мостот Гоце Делчев. Значи, ќе се трча по кејот. Тоа ќе биде цела патека на кејот, или? Ќе се трча по кејот од десната страна по течението, значи до некаде... Добро, тоа веројатно. Да. 10 километри е патеката. И имаме максимален број на учесници 360. 360 учесници. Да. Со тоа што првиот рековте започнува во 6:30 наутро. Да. И на секои 30 на секунди ќе се пушта по еден нов надпреварувач. Така е. Следниот ќе стартува во 6 часот, 30 минути и 30 секунди. И ќе се мери нивното време како? Секој надпреварувач има стартен број. Значи процедурата каква е? Доаѓа надпреварувачот, се мери температура, дезинфицира раце, оди на стартна маса, ние веќе точно знаеме кој надпреварувач во кој период ќе дојде. Го добива со идентификација стартниот број со безопасни, чека во 5 бокса, значи како му доаѓа времето се приближува, има зона за загревање претходно. Така. И застанува на стартната линија. Стартерот го означува неговото време кога ќе дојде, секундата, и трча. Секој надпреварувач на стартниот број има чип, се мери електронски времето, имаме 5 контролни точки, и на крај ние, кога ќе ги добиеме сите времиња, ќе видиме кој е победник. Прогласување на крајот на трката нема да има, значи како церемонија нема да има прво, второ, трето место, меѓутоа сите учесници ќе бидат рангирани и најдобрите 5 во машка и во женска категорија ќе бидат парично наградени со средства префрлени на нивната трансакцијска сметка. Ова е нешто ново и за нас. Прв пат се организира, така е? Во Европа ваква трка не се десила до сега. Не атлетска, велосипедски да, меѓутоа атлетска трка ваква нема, ни во регионот, ни во Европа. Значи, ќе направиме нешто што е ново, нешто да можеме да ги задоволиме потребите на оние добро спремни рекреативци, аматери, па и да речем добра атлетска фела кај нас, бидејќи имаме навистина доста спремни атлетичари. Да. Ова нема да има она енергија која што ја знаеме на скопскиот маратон, меѓутоа да не се подценуваме. Сите се спрема во овој период што изминува зад нас, немаат каде да своите перформанси да ги докажат. Значи едно е тренинг, друго е надпревар. И оваа трка нема да биде единствена. Јас сум убедена дека ќе продолжиме со серија од вакви трки, но да видиме како ќе се одвива се на 13.6. Господја Гордана, кој се има право да учествува? На нашата веб страна има правила кои што се дадени како пропозиции. При самата регистрација има услови кои што се прифаќаат. Значи, секој што се осеќа дека е здрав и на сопствена одговорност, нормално треба да е постар од 16 години за да учествува.
временски, значи до колку години не даваме. Секој надпреварувач е осигуран од наша страна. Значи сите учесници на трките ние си ги осигураме. Но тоа не значи дека некој неспремен може да неспремен во смисла трчал 2 недели 10 километри на вистина долга дистанца, ние нема никого да дисквалификуваме, меѓутоа битно е да бидеш подготвен за да издржиш волкав напад. Така. Моето следно прашање, во услови на корона, во услови на пандемија, во услови кога нема кафулиња, нема јавни простори, има, меѓутоа тоа се парковите во кои што не се договараат никакви односно ретко се договараат, ајде да не речеме никако, туку ретко се договараат некакви логистики таму кога се работи за организиран тим. Во вакви услови колку беше тешко или колку е тешко да се организира овој хронометар, овој краток маратон? Па, ќе видиме на крај како ќе излезе сето тоа. Ние сме како екипа која што константно работи, имаме преку 200 трки. Да, секој си ја знае својата работа, ние можеме трка да организираме и за 2 дена практично. Значи, екипата е навистина перфектна. Ќе ни фали на сите онаа масовност, но мора да ги почитуваме мерките, нема да дозволиме групирање. По завршување на трката секој надпреварувач ќе добие вода, ќе добие медал, ќе добие закуска и маска. Значи, пред трката мора да дојде со маска, ќе имаме канта каде ќе одложи, меѓутоа по трката ние даваме маска. Нема да има публика. Нема да биде... Ќе виси по ѕидовите на кејовите таму. Да. Ќе може да се гледа во секој случај. Тоа е... Да, точно. Ние секако ќе апелираме да има расстојание меѓу гледачите, да носат заштитна маска, иако се олабавени мерките, препораките се да се почитуваат дистанцата, физичката дистанца и да се носат заштитни маски. Значи, ние ќе имаме и мобилни тоалети, и мобилни чешми, ќе ги запазиме сите стандарди. Во тој поглед ние не потврлуваме, мислам дека во тој поглед стварно ќе ги држиме сите оние начала кои што се дадени и мислам дека трката кога ќе се фати здраво и кога ќе се почитуваат препораките, нема просто нешто да се промаши. Сите се свесни, надпреварувачите се многу свесни за ова и никој нема, спортистите знаат имаат една дисциплина и почитување, од нив не очекуваме прекршување. Така, сакале да имаме ние многу публика, но да оставиме во некое друго време. Само со документ таму забрането да биде за било кој надпреварувач да трча со маска и наредивме работа. Со маска не може да трча. Така е, не може да се трча со маска. Не може да трча. Меѓутоа, со тоа што тргнуваат еден по еден на расстојание од 30 секунди, практично е тешко веројатно да некој еден до друг трчаат. Да. Господја Гордана, јас ќе ви посакам успешно организирање на овој хронометар, на овој, како што реков, краток маратон. Пријавувањата, како што рековте, вие се во тек. 13 јуни е трката кога ќе се одвива хронометарот. Каде можат најлесно луѓето да најдат повеќе информации на вашата Facebook страна, на вашиот мејл, претпоставувам, бидејќи ќе има луѓе кои што ќе сакаат да се пријават, кои што самите рековте беа подготвени за Скопскиот маратон. Да. Значи, информациите може да ги најдат и на Скопски маратон, и на Скопје трча, и на женска трка, меѓутоа имаме и наша страна, хронометар 10 km. Значи, само нека ја напишат одма на Google ќе излезе. Има уште 155 места слободни. Така да до крајот на денешниот ден јас сум убедена дека трката ќе биде пополнета. Нека побрзат. Така, ви благодарам за вклучувањето во утрински брифинг, конкретно во рубриката да се мијам или да продолжам да спијам. Ќе ви посакам уште еднаш успешна трка.